После цели години и пол на власт, ВМРО-ДПМНЕ се уште има целосна поддршка од граѓаните. Да беа ова парламентарни избори, ќе добија над 60 пратеници, додека СДСМ ќе останеше со 20-тина. И тоа во некои изборни единици може би биле дури и трета партија. Ваквата поддршка на власта се должи на посветеноста, искреноста, идејата и соодветно поставените алатки за реализација на таа идеја. Далеку од тоа дека цветаат рози или дека сите гледаме со розови очила, но граѓаните гледаат дека уништувањето, пропагањето на Македонија е запрено и дека полека Македонија се враќа повторно на нозе. Гледаат дека владата генерално го испорачува тоа што вети дека ќе го прави на минатите избори. Кривични истраги за бесрамната корупција на претходната власт, за кој рака на срце чекаме разрешница во судството. Паралелно влезе во офанзива со расчистување со политичко-судските кланови, последниот бастион на корумпираната власт на СДСМ и ДУИ. На економски план се носат нови инвестиции, инфлацијата паѓа иако има многу работа. Се покачаа платите во неколку сектори, пензионерите добија над 500 евра. Се преговара со синдикати, се разговара со бизнисмени. Од првиот ден од доаѓање на власт веднаш се фатија да ги довршат што побрзо децениско заглавените проекти како автопатот Кичево-Охрид. Почна да се прави и Битола-Прилеп автопат. Се довршуваат дузина регионални патишта. Набрзо ќе започне реконструкција на железничкиот сообраќај и железницата воопшто. Да, многу од овие работи не се завршени, уште многу да се работи, но барем се почнати. Минатата власт не започна ништо, дури и тоа што беше недовршено само го да упропасти. Значи во оваа година и пол власта успешно го запре пропагањето на државата и полека почнува се обнова.